Без сон и во страв, вака подолго време живеат жителите на кочанската населба Трајаново Трло. Излегувајќи на мирен протест, побараа засилени полициски контроли и поголема ажурност во фаќање на кратците, кои во ноќните часови им ги демнат домовите. Кражбите се многу зголемени, улава се по домовите веќе и вечер, и сред бел ден, не се бира ден, не се бира дали има дома луѓе, нема луѓе. Значи има, преплашуваат ги жените, децата. По цела вечер ние дежураме, менјаме се, одеме у патроли да ги тражиме ние едуците. Дека работите во оваа населба се излезени од контрола потврди кочанскиот градоначалник. По состанокот со началникот на полицијата, на граѓаните им вети дека ќе бидат преземени сите мерки за мирот повторно да се врати. Лично очекувам дека надлежните ќе ги преземат сите работи кои се во нивна надлежност и ќе допринесат за враќање на редот, односно поставување на редот онака како што заслужуваат сите граѓани, да имат пред се мир во своите домови, да се намалат кражбите. Од полицијата вела дека се преземаат плански мерки за зголемување на безбедноста на граѓаните, а истовремено дека постапуваат по пријави на граѓани. Проблем со дрските кратци немаат само кочанчани. Подолго време на кражби и разбојништва се жалат и жителите на улицата Панче Караѓозов во Штип. Вела дека се заложници во сопствените домови, живеејќи буквално во кафези, со високи огради и решетки на прозорците и вратите. Најчесто кратците се група на малолетници, а нивна мета се постарите граѓани.